Освен во основните големи инвестиции беа направени во средните училишта, во сите средни училишта на територијата на општина Прилеп. Средното училиште Кузман Јосифовски Питу инвестирани се околу 50 милиони денари и реализирани се следниве поголеми проекти. Тоа е економското училиште. Изградена е нова спортска сала во вредност од 24 милиони денари. Целосна реконструкција на училишниот објект, нов кров, термофасада, промена на внатрешната и надворешна столарија, нов складишен простор, реконструкција на санитарните јазли, набавка на фитнес опрема, нови парни котли, нова котлара во стариот објект за потребите на спортската сала и комплетно партерно уредување на училишниот двор. Средното училиште Ѓорче Петров, или како што знаеме медицинското училиште, инвестирани се околу 51 милион денари и реализирани се следните поголеми проекти. Комплетно нова спортска сала во вредност од 24 милиони денари, ново централно грејење, промена на надворешната и внатрешната столарија, партерно уредување училишниот двор, комплетно, изградба на нов лес во училишниот објект, санација на дел од санитариите, отворање на реална компанија за практична настава од шумарско дрво преработувачката струка и уредување на центар за практична настава. Средното училиште Орде Чопела исто така доби комплетно нов лик. Инвестирани се некаде околу 30 милиони денари, а реализирани се следните поголеми проекти. Целосна промена на надворешната и внатрешната столарија, санација на санитарните јазли, целосна реконструкција на спортската сала, целосна реконструкција на хемиската лабораторија, отворање на нова ветеринарна амбуланта, отворање на реална компанија пекара, нов асфалт на спортското игралиште и комплетно партнерно уредување на училишниот двор. Исто така ренесанса доживе и средното училиште Ристе Ристевски Ричко, или познато како индустријско училиште. Инвестирани се вкупно околу 68 милиони денари, или тоа е околу 1.100.000 евра инвестиции. Реализирани се следниве поголеми проекти. Комплетно изградба на нова спортска сала со трибини во вредност од 40 милиони денари, комплетна промена на надворешната столарија, санација на подови на дел од училниците, нови парни котли и отворање на реална компанија, како и автомеханичарска работилница. Средното училиште Гимназија Мирче Ацев инвестирани се вкупно околу 30 милиони денари во следниве поголеми проекти. Промена на дел од надворешната столарија, промена на подовите во училниците, санација на санитарните јазли, санација на централното грејење, целосна реконструкција на спортската сала, изградба на ново повеќе наменско игралиште, изградба на ново тениско игралиште и комплетно заградување на училишниот двор и уредување партерно и хортикултурно на дел од училишниот двор. Во изминатите 12 години во сите училишта се реализирани големи и капитални проекти, како што се комплетна набавка на нови клупи и столчина, проект компјутер за секое дете и набавка на бесплатни учебници за сите ученици. Исто така во средните училишта во изминатите 12 години се отворија нови 16 образовни профили, со што станаа многу поинтересни овие училишта за учениците, и тоа ветеринарен техничар, техничар за очна оптика, геодетски техничар, техничар за агроменаџмент, техничар, нутриционист и геодетски техничар во средното училиште Орде Чопела. Фармацевски лаборант е отворена паралелка, физиотерапевски техничар во средното училиште Ѓорче Петров. Банкарски техничар, деловен секретар и правен техничар во средно училиште Кузман Јосифовски Питу. Спортска гимназија за прв пат е отворена, како и техничар за транспорт и шпедиција, техничар за патен собрајање, графички техничар во средното училиште Ристе Ристевски Ричко, како и спортска академија за фудбал во средното училиште Гимназијата Мирче Ацев. Да резимираме, во изминативе 12 години оваа локална самоуправа реализира голем број на капитални проекти во сите училишта, но не застануваме тука и понатаму со инвестирање продолжуваме со динамика некаде околу 1 милион евра годишно инвестиции во сите училишта се прават.
Во наредниот период, значи целосно имаме инвестирано некаде во сите основни средни училишта, вклучувајќи го и музичкото училиште на територијата на општина Прилеп, околу 12 милиони евра, можеби и повеќе, во образованието. Планирани позначајни проекти за оваа иднина, кои ќе бидат со цел подобрување на квалитетот на образование, односно континуирано продолжување на инвестирање во образовниот процес, се следниве. Нови термофасади за сите училишни објекти на територијата на општина Прилеп. Изградба на уште 3 нови спортски сали кои беа предвидени во програма, и тоа на Основното училиште Кире Гавриловски Јане, Основното училиште Кочо Рацин и Основното училиште Блаже Конески. Изградба на повеќе наменски игралишта во основните училишта Кирил и Методи, село Канатларци и Основно училиште Рампо Левката. Нови системи за централно грејење во училишните објекти во Мало Којнари, Големо Којнари, Тополчани и Старо Лагово. Целосно препокривање на училиштето во Канатларци и нови санитарни јазди во подрачното училиште во Бонче. Целосна санација на санитарните јазди во Основно училиште Гоце Делчев, кои исто така беа влезени во програма на Министерство за образование. Санација на игралиштето во Основно училиште Кире Гавриловски Јане, кое е во тек моментално и ќе биде завршено до почетокот на учебната година. Целосна реконструкција на подрачното училиште Добре Јовановски. Нови парни котли и санација на централното грејење во Основното училиште Рампо Левката. Партерно уредување на училишниот двор во подрачното училиште Климент Охридски во Мажучиште, промена на останатиот дел на дворешната столарија и нов кров, како и нова термофасада во гимназијата Мирче Ацев, адаптација на старата котлара во средното училиште Ристе Скиричко за нови работилници за практична настава и целосно градување на училишниот двор, како и промена на дел од подовите и санација на санитарните јазди. Прилагодување на сите средни технички училишта со потребите на пазарот на трудот во однос на инвестициите од домашните компании, како и влезот на мултинационалните компании во ТИРС, односно Слободната економска зона, како што се Гентерм, Акомплас и новата која се гради, тоа е фабриката ВИК. Оградување и партерно уредување на Ѓорче Петров и целосна санација на санитарните јазли. Ќе има партерно уредување и на училишниот двор во средното училиште Орде Чопела, целосна реконструкција на стариот објект до средното училиште Кузман Јосифовски Питу, тоа ќе биде исто така еден од покапиталните објекти, односно тоа е онај стар објект кој се наоѓа до средното економско училиште, каде што е Жалфија сега, фабриката сместена, исто така набавка на надгледни средства за сите училишта, а посебно за практична настава, како и нови спортски реквизити и отворање на детски градинки во училишни објекти каде што дозволуваат потребите во градот и следните населени места, како што се Мало Којнари, Кадино село и други населени места и отворање на градинката која моментално се работи во Основното училиште Рампо Левката. Градежните зафати се при крај. Се надевам дека од ова година ќе започне со работа ова градинка, која ќе дојде и опремата од страната на Министерството за труд и социјала за опремување на ова градинка. Ова е навистина еден голем инвестиционен период во овие 12 години во образовниот процес во Прилеп, имајќи предвид дека училиштата, некои од училиштата дури неполн цел век не беше инвестирано ништо, а останатите 40, 50 па и повеќе години откако биле изградени, денес училиштата во градот се комплетно реконструирани, образовниот процес доби една комплетна ренесанса, меѓутоа тука нема да престанеме и понатаму како локална самоуправа, изнаоѓајќи најразлични донации, домашни и странски, ќе продолжиме со инвестирање во образовниот процес со цел образовниот процес да биде поквалитетен, односно да инвестираме во младите кадри кои ќе бидат иднина и на Прилеп и на Република Македонија.